И што значи тоа што сега имаме 3 полуслободни дена, а потоа играме 3 тешки надпревари скоро во неполни 3 дена? Па видете, значи многу. Вчера германците во едно интервју мое и на Ацо Јоновски, затоа што тој игра во Германија, не нарекоа олтајмери. На олтајмерите и треба доста време за генерација, репрезентација олтајмери. Мислам дека добро ќе ни дојде. Имаме доста среќа што Вараждин е исто блиску, на 40 км од Загреб, нема да се истрошиме и патувајки, ќе имаме до недела вечер, до колку што видов во 8 сатот е надпреварот со Шпанија. Мислам дека добро ќе се спремиме, добро ќе се одмориме и спремни ќе го дочекаме тој, ако можам да кажам, важен надпревар, иако на Европско првенство сите надпревари не знаеш кој од кој е поважен. И сме во една добра позиција, меѓутоа јас лично гледајќи од моја страна перспектива дека да, расположение има, атмосфера има и мала еуфорија, меѓутоа знаеме што сакаме, како сакаме, се поставуваме пред секој надпревар добро го анализираме противникот, ги увидуваме грешките направени на претходниот надпревар, се спремаме за следниот и се надевам дека тоа време што го имаме ќе го искористиме да максимално се припремиме и да дадеме една квалитетна партија против Шпанија. Моje лично мислење е дека се уште го немаме дадено нашиот најдобар надпревар. Играме со глава, играме тактички добро, физички добро стоиме, немаме ни многу некои посериозни повреди и тоа ни дава право за надеж и верба да веруваме и да се надеваме дека можеме да ги подобриме нашите перформанси на уште повисоко ниво. Унгарците си заминаа од Вараждин, можеме да очекуваме да се чувствуваме како дома со нашите фанови во мнозинство на трибините? Па мислам дека тоа е еден голем плюс што унгарците си заминаа и ќе има повеќе простори и места за нашите наивачи од Македонија, на кои искрено сме многу благодарни и без нивна поддршка немаше да се чувствуваме така и да поминевме резултатски вака како што поминавме. Стварно се чувствуваме како да играме дома. И тоа е многу важно за нас, ги повикуваме да дојдат што е можно во поголем број, да не модрат, да веруваат до крај со нас, затоа што гледате дека за време на надпреварите се случуваат многу работи од голема позитива во голема негатива, но меѓутоа психолошки добро, стварно стоиме, никош не паѓаме, ментално сме добри и се надам дека ќе продолжиме и така. Пренесуваме 3 года, гледате ли Македонија можеби и во полуфиналето, тоа е да не е наречен сон, но желба на сите. Па добро, желбата постои, не треба да размислуваме толку далеку, како што е сега надпревар по надпревар, треба така и да размислуваме. Прв надпревар е Шпанија, воопшто нема ни да размислуваме ни за Чешка, ни за Данска. Не сакам оној наш македонски менталитет да проработи и уште сега да правиме еуфорична работа, тоа ќе ни наметне додатен притисок, ние треба да бидеме релаксирани, отпуштени, одморени, за да можеме да го дадеме најдоброто од нас. Некако успеваме во таа работа да ја ете како сакам да знаеме да се носиме со таа работа и сега за сега одат работи за тоа што посакуваме.